Целта на палиативната нега е пред се намалување на болката и олеснување на симптомите, како и подобрување на квалитетот на животот, кај пациенти кои што се со тешки заболувања и во терминална фаза на болеста, со лоша прогноза и лош исход, пред се овде спаѓаат малигните заболувања, онколошките пациенти. Меѓутоа и пациенти со останати хронични заболувања, кардиоваскуларни, респираторни, како и прогресивни невролошки заболувања. Офаќа мултидисциплинарен пристап, се со цел подобрување на квалитетот на животот на пациентот. Со оглед на тоа дека во нашиот регион и во склоп на ЈЗ Општа болница Струмица не постои посебен специализиран центар за палиативен третман на пациенти, а со оглед на големиот број на пациенти кои што гравитираат кон нашата болница, ние секојдневно преку службата за оделението за интерни болести при нашата болница, преку дневната болница и преку хоспитализација на оделение, им даваме секојдневно симптоматска терапија и супортивна терапија на овие пациенти и на тој начин им возможуваме поквалитетен и подостинствен живот. Овде спаѓа се разбира трансфузија на крвни деревати, понатаму вклучување на антибиотска терапија по потреба, како и останата терапија симптоматска по препорака најчесто од онколог. Бидејќи палиативната нега не подразбира само лекување и болничко згрижување на пациенти во здравствена установа, таа исто така вклучува и активен пристап и третман и од страна на фамилијата на пациентот, бидејќи исто така негата е многу важен дел од палиативната нега во домашни услови, подразбирам. Во смисла тоа се тешки пациенти на кои што им е потребна обично туѓа нега и помош, тешко подвижни и околу најглавните редовни дневни потреби, говориме за исхрана, понатаму хигиена, лична хигиена, како и третман на рани во колку има декубитални рани ако се тешко подвижни пациенти. Во таа смисла потребна е активно вклучување на членовите на фамилијата во третманот на овие пациенти. Со оглед дека спомнавте дека расте бројот на пациенти со тешки заболувања, дали е веќе време да се отвори ваков одел при Струмичката болница? Пред малку рековте и голем опсек на пациенти, цел Југоисток се кај вас. Со оглед на големиот број на пациенти кои што гравитираат во нашата болница, практично целиот југоисточен регион, и дека бројот на пациенти, онколошки пациенти е во постојан пораст, пациенти со карцином секојдневно се диагностицираат и третираат и се препраќаат до Институтот за онкологија и се враќаат понатаму за третман кај нас. Мислам дека доаѓа полека време за да се пристапи кон отварање на палиативен центар и со цел уште подобри, поквалитетно згрижување на овие пациенти кои што имаат потреба од редовна секојдневна грижа и нега. Апсолутно да, бидејќи знаете и самите и фамилијата на пациентот ги со оглед да трпи секојдневно психолошки притисок, траума и стрес покрај страдањето на пациентот и исто така и на нив им е потребна психолошка поддршка во смисла да и самите тие се грижат за своето психофизичко здравје, да бидат во добра кондиција за да може да му помагаат на пациентот. Така да во таа смисла апсолутно е потребна и психолошка подкрепа на фамилијата на членовите на пациентот, бидејќи на некој начин самото чувство за губиток на вашиот близок и лошата прогноза поради карактерот на болеста придонесуваат за тоа психофизичко здравје да биде на некој начин нарушено.